hablar. Добре, дојдовте назад во студиото, односно и ние си се враќаме во студиото, последна епизода, првата епизода што ја снимавме во Касарна Хаб, првата епизода од третата сезона, сега одиме понатаму, втора епизода од трета сезона, имаме, па сега ќе кажам, ја специјален гостин, пошто епизодава ќе оди на Светскиот ден на планините, така што ќе си направиме доста разговори околу планината, околу сите тие работи кои што ги носи планината со себе, безбедност на планина и многу други работи, јубилеи кои што пред многу брзо време се случија. Да не одолговлеквам, добре ни дојде во нашето студио Антонио Додевски. Добре најдов, одлично, изненаден. Стипендисвит. Да, Да, иначе одлично, секоја епизода по нешто ново ќе има. Нешто ќе менвиме, ќе додаваме, така што минатата бевме со едно ново така глупо масиче, сега се подновивме. Значи, така да ви што- кажам искрено од по повод вчерашниот ден на волонтерството, многу сум среќен кога ги гледам вакви ентузијасти кои што работат на ваков начин и волонтерски во принцип. Да. Сега баш пошто го спомнат денот, меѓународен ден на волонтерите, многу работи кои што ги имаш почнале така, со волонтирање, со околу сиве работи, самиот поим волонтерство најмногу е представен преку и Црвен крст, кај што е почнато све преку ова, да речеме, со планинска спасителна служба што го правите и сите тие работи. Колку е значајно како поим волонтерство општо за секоја организација? Во суштина јас сум приврзаник на теоријата дека ентузијазмот е основа на се што се случува во светот, односно дека ентузијазмот го движи светот. Дури во најголемите бизниси, во најпрофитабилните сфери, доколку нема ентузијазам, нема да има напредок. Така што ентузијазмот пак од друга страна е основа на волонтерство. Луѓето кои се ентузијастични, волонтерски ги прават нештата. Сега дали резултатот од тоа ќе бидат огромни профити или ќе бидат некои други придобивки кои што се општествено корисни, зависи од дејноста и од сферата. Меѓутоа генерално да, мислам дека ентузијазмот е основа. Мислам дека огромен недостиг на времето во кое што живееме е се помалиот ентузијазам. Глобализацијата веројатно си има влијание. Младите се некако заспани во некој виртуелен свет живеат и едноставно се помалку и помалку имаат потреба да бидат ентузијастични да прават. Затоа и реков, ме радува ваша идеја да го правите ова на еден навистина ентузијастичен начин. Да, вака пошто дево и ние кога сме биле помали нормално сме почнале со волонтирање во различни организации, Црвен крст, на некој начин таму најосновниве работи се учат за волонтеризам, сега има некои последниве години да кажам за некој кој што спомна кај младиве, некоја заспаност, не знам, некоја дистанца за тие работи бидејќи имаме на своја кожа осетено, кај што за некоја работа која што име сите општествено одговорна, корисна, е кај што дури помлади деца кај што гледат некоја корист да имаат во стил, дали тоа ќе биде, не знам, некоја финансиска придобивка или некоја друга работа, а чисто секогаш се тргни волонтеризмот за општествената одговорност, за себе, да си така чувството што го правиш, енергијата што ти ја пренесве луѓето кај што помагаш. Тоа некој начин како да се смени не во иднина, не знам да го доближиме поимов некако. Многу е тешко. Јас веќе 20 години лично сум вклучен во системи кои што волонтерски делуваат. Многу е тешко затоа што проблемот не е локален, туку е глобален. Кажавме и претходно дека е навистина еден сериозен проблем кој што малтене целиот свет е опфатен. Особено земји како нашата кои што се погодени од криза веќе 30 години, значи кај нас кризата не погодува во периоди, туку сме постојано во криза, луѓето се соочуваат со елементарни проблеми за преживување, многу е тешко да ги мотивирате луѓето да направат нешто повеќе за општо добро. Јас пак ќе речам, сум приврзаник на една друга теорија од народната мудрост која вели џабе работи, џабе не седи. И сум убеден дека луѓето кога работат било што кое што е со позитивна енергија и кое што дава придобивки за средината, на крајот секогаш некаде во некој дел
ќе почувствуваат и личен бенефит од сето тоа. Вложената позитивна енергија секогаш се враќа на позитивен начин и тоа е една моја порака дека не губете време стоејќи во место. Подобро е да се прават добри работи без да имате некоја директна придобивка. На крајот сепак на некој начин ќе бидете задоволни од она што сте го постигнале и ќе имате и сигурно некаков бенефит. Инаку реално не случајно волонтерските системи се системи, значи мора да се функционира во систем, а системот што подразбира волонтерите даваат од своето време, од своето знаење, од својата професионалност во одредена сфера без да очекуваат некој финансиски директен надомест, меѓутоа од друга страна мора да имаат одредена мотивација. А мотивацијата доаѓа од неколку аспекти. Прво е како да кажам, значи прво е афирмација на она што го прават и ценење од страна на средината на она што е направено од нивна страна, а од друга страна е секако услови за да можат да го прават она кој што најдобро знаат да го прават. Да. Сега да се вратиме малку повеќе години наназад, на почетоци кај што почна со алпинизам, формирање на алпинистички клуб. Значи, то претходно све си имаат некоја историја, некоја традиција, да кажам, и тие баш годинава многу се погодија баш за Охрид јубилеи, кои што заедно ги организиравме баш пред една недела. Се случија кај вас во Планинска спасителна служба. Така што и таму видовме доста примери уште од доста постариве генерации кај што не е ништо преку ног случајно, дури во вашиот случај, ама и пред вашиот случај тие работи кај нас, особено оака во брзо време на живење, све се смета дека денес ако не успеам готово, значи преку ног сакам да се случат работи, а така реално не се случува. Ништо не се случува преку ног, така да едноставно е невозможно да се случи преку ног, меѓутоа ако се навратиме пак да речеме на почетоците од каде идејата, зошто и како. Пак ќе се навратам на волонтеризмот. Луѓето можат да волонтираат и да вложат најмногу ентузијазам во работи кои што уште од мали представуваат нивен сон. Значи луѓето како најмалите најмногу сонуваат и тоа е најважно. Значи луѓето кои сонуваат и кои не престануваат никогаш да сонуваат, секогаш се истакнуваат во нивниот ентузијазам и желба да ги остварат нивните соништа. Најчесто соништата не се поврзани особено соништата од раната возраст не се поврзани со никакви финансиски придобивки, туку единствено со постигнување на некои за самата личност многу значајни нешта. Така што не е случајно тоа што љубовта кон планината, не е случајно почетокот со занимавање со алпинизам, не е случајно подоцна формирањето на Планинска спасителна служба како неопходна за безбедноста на самите алпинисти, односно на самите нас. И така, една приказна која што се развива од ден во ден, а исто така не е приказна која што започнува од нас. Значи мора да сме секогаш свесни дека се што се случува во светот денес, дури највисоката, најразвиената технологија не се заснува на самата себе и не почнала пред 10, 20 или 100 години, туку почнала како цивилизацијска придобивка на целото човештво. Така што и ние сигурно не го измисливме алпинизмот, не измисливме ниту за спасувањето на планина. Имало генерации пред нас, ние сме ги слушале нивните приказни, сме ги следеле нивните примери, за да и кај нас се развија соништата. Соништата исто се резултат на нешто кое што го имате слушнато претходно. Така да некако се поврзани сите тие работи. Да, имавме многу значајна година, се поклопија 3 јубилеи, случајно, значи без да имаме некој план и намера да биде тоа во историски контекст така направено, меѓутоа 6 години од формирањето на првото организирано планинарско друштво во Охрид, 40 години од експедицијата Хуаскаран, каде за прв пат охридските планинари влегле во еден процес на сериозна алпинистичка активност, и 20 години од формирањето, идејата за формирање на Планинска спасителна служба во Охрид. Еве, за среќа, после 60 години, тука сме, имаме и активен алпинизам, имаме и доста, можам да кажам, помасовно планинарство, бидејќи денес
и формални и неформални неколку групи во Охрид се занимаваат со разни сфери од планинарството, од разни сектори и спортови од планинските спортови и имаме единствената во моментов активна 24 часовна планинска спасителна служба која што навистина е резултат на соништата на генерации луѓе волонтери кои што го прават. Имаше, пошто спомна и некои приказни кои што сте ги слушали од постарата генерација и те работи, имаш нешто што ти е така врежано, што пример тогаш на почетоците нешто ти останало, кој што ти дал некоја дополнителна мотивација, те така да речам. Имаше една интересна приказна која до ден денес, значи опстојува, тоа е за еден од можда просперитетните периоди во планинарството во Охрид, тоа е периодот некаде крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите години, кога охридските планинари, кои што биле се многу активни, имало голема бројка на планинари од сите возрасти кои што се движеле оделе по планините околу, меѓутоа започнуваат да се пројавуваат желби за искачување на поекспонирани, повисоки планини во светот и првото искачување на Монблан 80-та година. Токму тоа искачување е некако мотив да се направи скок кон посериозно занимавање со алпинизам, вклучување во процесот на хималајските експедиции во 80-тите години, токму на луѓе од Охрид, но тие приказни за големите планини, за високите снежни врвови, некако се најраскажувани до ден денес. Значи, јас се сеќавам на многу разговори со Љупчо Попстефанија, со покоен Миле Битрак, на приказните за секојдневието во планинарскиот клуб со Владо Тунте, така што и да не испадне дека набројувам одредени личности, значи има многу луѓе кои што поминале во тој еден долг процес. Тоа е едноставно, има многу приказни. Но имат плюс некоја така тие најзначајни се реков и до ден денес големите снежни врвови на Алпите и на Хималаите како некој сон за тие генерации. Имаше една баш приказна анегдота што обично настани ја кажеш за почетокот Скопје кога си бил си сакал да се вклучиш во некој клуб, да се зачлениш алпинистички тие работи, така мислам интересна ако сакаш да споделиш. За жал ние во тој период крајот на 90-тите години немавме можност, односно клубот кој што претходно функционирал многу активно, за жал во тие транзицијски периоди беше замрен со активност и едноставно немавме каде во Охрид да добиеме соодветна едукација. Сметавме, односно да кажам, бевме генерации кои што така бевме воспитани дека се треба да се работи темелно, ако сакаш нешто да го работиш сериозно, мора да одиш на соодветна едукација. Очекувавме едукација, разговаравме со сите повозрастни генерации, меѓутоа не беа во можност да посветат толку внимание колку што од ние очекувавме. И единствено надежта беше одиме на студии во Скопје, таму сигурно ќе најдеме некој клуб. За жал реалноста и ден денес не е таква, односно не постојат сериозни планинарски училишта и ден денес, многу малку, во малку средини ги има и тогаш го почувствував истото во Скопје. Јас 6 месеци во Скопје поминав трагајќи по некој планинарски клуб кој што има систематски пристап кон едукацијата на нови планинари. Еден ден после 6 месеци ми се јави еден другар пријател од Охрид, заедно бевме таму студенти, и ми рече видов плакат на овде кај што живееше во зградата, вика пишу алпинистичко училиште Матка. И сега викам алпинистичко училиште, јас барам планинарство, алпинизам, значи нормално дека имав одредени информации што е алпинизам, искачување карпи, мраз, високи планини, викам се ова е некако претерано, наеднаш претпоставаш дека треба некои процеси да бидат завршени и искрено имав мислење дека алпинизмот е нешто кое е недостижно. Ние доаѓаме од една средина мала, дека алпинизам е нешто слично како за космонаути, како за некое високо школо. Се јавив на бројот, се охрабрив, се јавив, нема проблем, дојдете на Рузвелтова, стан број 1, во тајта зграда, одам натаму и викам сега овде сигурно има некои одредени правила кои што мора да се исполнат, здравствени прегледи, узне каков процес ме очекува. Одев секако на разговор првичен и викам 100% ќе видите дека носам наочари, едноставно нема да се викам да ги тргнам да ги скријам, ама па може да настани проблем, може да направам некој посериозен проблем.
реков ќе си одам таков каков што сум, па ќе видиме, здравие. Ако не бива, не бива. Звонам и отвори човек со дупло големи научари од моје. И то тука ми олесни, реков, добро е, во алпинизмот веројатно е за нормални луѓе. И мислам, да, така и е. Тогаш и сватив дека нема недостижни работи, дека се што постои на планетава и сите професии кои што постојат се за луѓе. Едноставно, прашањето е дали човек сериозно ќе пристапи кон одредена област, дали ќе посвети доволно време, ентузијазам и желба и се е достижно. Нема недостижни нешта. Тогаш дали мислеше, ко одеше на кај Рузвелтова и тие првични моменти дека после колку 20 години дека ќе се дојде до ова денес што е планинскава спасителна служба. Ова е можда најтешко прашање, зашто едноставно немам никакви размислувања. Мислам и денес дека немам никакви размислувања, очекувања, единствено имам големи желби. Ви кажав, соништата се тие кои што не движат. Секогаш имаме големи соништа, некои од нив дури никогаш не се ни споделуваат ни со најблиските, ниту вака јавно, бидејќи се можеби толку недостижни што е банално некогаш и смешно да се споделуваат, меѓутоа некогаш чудно се случува да и најнедостижните соништа после известно време гледате дека во суштина се реализирале. Најважно е да имате цел и најважно е целта да не е лесно достижна. Ова мислам дека е за младиве посебно треба да е мотивирачки, зашто лесно достижните цели лесно ќе бидат достигнати и потоа остануваат некако празни, без идеја. Да, од секогаш сум имал некои замисли, некои големи цели, многу од нив не се реализирани, значи мора и тоа да го кажеме. Голем дел од замислите, од желбите младешки не се реализираат, меѓутоа голем дел од нив неочекувано, само едноставно ќе сватите дека се веќе се реализирале, без да имате чувство дека сте направили нешто посебно за. Колку е важно, мислам, знам дека е важно, ама колку е важно вака на некој начин да се долови ова што Охрид како град го имаат благодарејќи на планинскава спасителна служба, безбедност на планина, збогатување на туристичка понуда, за да може туристиве и безбедно и нормално и домашни гости, домашните од Охрид. Многу е тешко зашто станува збор за едно прашање кое што луѓето ги допира само во моменти кога ќе доживеат некаква несреќа, а луѓето не сакаат да размислуваат на несреќи. И јас сум свесен за тој проблем, свесен сум и дека и на институциите им е тешко да разберат потребата, бидејќи, пак ќе кажам, значи ова е една дејност, една работа која што вистинската потреба може да ја доживеат луѓето само во случај кога ќе имаат потреба која што за жал е непријатен настан, непријатна случка на која што пак ќе повторам луѓето не сакаат да размислуваат. Тешко е, меѓутоа едноставно најдобар начин за да им објасниме е тоа да ги упатиме да видат меѓународната пракса, да видат како функционира системите во земји кои што имаат далеку поголема традиција од нас на ова поле, да видат како се организирани и да видат зошто го прават тоа и на тој начин. Ова е професија која е повеќе од 200 години во светот, особено во Европа, во алпските региони, така што има големо наталожено искуство, има денес веќе многу софистициран пристап во планинското спасување. Една од нашите цели е токму таа, да се држиме строго до меѓународните критериуми, да не креираме локален систем по наши измислени правила, туку едноставно да инсистираме на примена на меѓународните стандарди и да целиме високо, едноставно да сакаме да го имаме она што го има светот за добро на граѓаните. Најголем дел од граѓаните не може ни да се замислат во ситуација да би имале несреќа на планина, бидејќи можеби дел од нив не ни одат некогаш на планина, меѓутоа реалноста кажува нешто друго. Ево овие 5 години откако имаме 24 часовна оперативност, укажува на тоа дека 75% од интервенциите кои ги имаме не се на туристи, не се на туристички, без разлика дали станува збор за странски или домашни туристи.
туку се на локално население, луѓе кои што работат на планина, луѓе кои што одат во стопански причини да сечат дрва, се занимаваат со сточарство, собираат чај или не знам што друго. Значи, луѓе кои што никогаш не предпоставувале дека нив ќе им се случи некаков проблем на планина, меѓутоа се случил. Добро, не ексклузивно за никого тие работи сега за жал. Сега пошто спомна и 5 години сите тие работи проекти кои што ги почнавте поддржани од Европска унија, тие гледаат дека се работи како што треба, дека има резултати, има видливост, се добиваат нови, да речеме, нови сфери се отвараат поврзани со безбедноста, планинарење, туристички, тие работи почнавте, може ти за тоа накратко, ама фали уште, да речеме, поддршка од институциите, што имаме правено неколку пати, неразбирање баш токму на овај момент, а веќе имаш служба, затоа што се случи ви даве награда за достигнати, не знам, вакви работи, такви работи, мисии, сите тие работи, а после кои треба стварно да те поддржат на некој начин, изостанви сето тоа. Јас имам целосно разбирање за локалните власти, бидејќи локалните власти, пак ќе кажам, ние сме единствен концепт на планинско спасување 24 часа достапен. Ние сме едни од малкуте кои што волонтерски прават една ваква активност, која што не е само давање на своето дел од своето слободно време, туку едноставно се ризикува сопственото здравје и живот, што не е едноставно да се разбере. Многу голем дел од луѓето кои што сме имали интервенции, сме им помогнале, мислат дека ние сме професионалци, дека сме платени за ова. И исто така од другата страна, значи локалните власти се во една ситуација каде што делумно разбираат што работиме и на каков начин, ја разбираат апсолутно потребата, меѓутоа не е јасно како сега и зошто баш овде да направат исчекор, да дават поддршка, на каков начин. Имавме долго време со локалната самоуправа проблем да најдат начин како да ја поддржат, по кој основ. Значи бараа основ некаков правен. Иако може да видиме секојдневно дека по безброј основи се поддржуваат секаков вид на организации, да не критикувам и набројувам сега, не е тоа целта. Меѓутоа јас ги разбирам. Значи е нешто ново кое што треба да стане некаква пракса, да заживе. Токму тука е насочена нашата борба. Ние пред 2 години формиравме Национален сојуз, се собравме нормално на наша иницијатива од нашите колеги од Скопје кои што исто така малте не 20 години постојат како здружение, тоа е Здруженијето за спасување на планина Асклепи, кое што здружение заради стручноста во областа стана и првата организација член на Меѓународната комисија за алпско спасување ИКАР. Седнавме заедно и рековме да видиме што е проблемот. Проблемот е во тоа што државата како институција не го препознава планинското спасување како нужност и како засебен сегмент. Тука е проблемот. Проблемот е во лошата поставеност на системот за цивилна заштита. Проблемот е во лошите законски решенија кои се на сила, кои го начнуваат проблемот на планинско спасување, меѓутоа не го третираат онака како што заслужува и како што е секаде во светот. Токму е нашата основна цел како Национален сојуз е да направиме промена во оваа сфера, да ги убедиме пред се државните власти да го идентификуваат овој проблем како што треба, да го решат соодветно како што треба, да не останеме и понатаму кај нас постојат, ако мислам како компарација ќе кажам, 2 служби кои што се служби во вистинска смисла, тоа се противпожарните и итната медицинска помош. Тие се служби кои што се оперативни 24 часа и брзо реагираат, како да речем како еден остаток од минатиот систем, од минатата држава, кога било идентификувано дека има потреба и се формирале. Меѓутоа времето оди напред, денешните современите потреби кажуваат и нешто друго, дека е потребно формирање на нова служба, можеби треба и некои други служби да се формираат кои што не постојат во моментот, меѓутоа не треба да сме крути, треба да сме отворени кон новите иницијативи, особено што иницијативите доаѓаат од тука, домашни. Значи не дојдоа странци нас да ни кажат дека вие мора сега и сега ни измислуваме нешто. Ние тука постоиме, ние сме волонтери. Во моментов имаме преку 200 волонтери во повеќе од 12 организации кои се членки на Националниот сојуз веќе после 2 години, а да не зборувам дека има уште неколку организации кои постојат во државата,
работат волонтерски, имаат желба да и помогнат на државата во ова поле, а не се уште членови на Националниот сојуз. Меѓутоа станува збор за голема бројка на луѓе кои што самите доброволно бараат и молат да им се подаде рака за да од друга страна помогнат на заедницата. Се надевам дека ќе убедиме. Реков, тоа ни е основната цел. Националниот сојуз ќе се бори со максимални сили како институција да ја убеди државата дека ова горливо прашање е нужност и дека мора час поскоро да го решаваме институционално. Односно, сите овие организации кои работат планинско спасување да бидат едуцирани, опремени според меѓународните стандарди и да се донесе легислатива која ќе им ја даде обврската и правото да го прават тоа, меѓутоа секако за тоа да добијат и соодветна поддршка. Веќе тогаш ќе можеме да кажеме дека локалните ќе имаат обврска да се вклучат на локално ниво да ги поддржуваат овие служби. Тоа е процес, значи не очекуваме ние дека преку ноќ ќе се случи, меѓутоа да речеме дека и тоа е еден од теми сега на Да, тоа беше една од главните теми. Значи главните теми секогаш се две. Прво институционализација, односно решавање на легислативата за ова прашање и второ е секогаш примената на меѓународни стандарди. За жал организациите поголем дел од нив кои се членови на Сојузот и секако и оние други кои што ќе ни се приклучат во иднина верувам, не се свесни за тоа, затоа што пак ќе кажам, времето во кое што живееме, проблемите со кои што се соочуваме, ги едноставно ги врзуваат луѓето ги врзуваат на локално ниво. Останати сме на локално ниво и се бориме со оние ресурси со кои што ги имаме, буквално со голи раце да си помогнеме еден на друг. Целта на Сојузот е да го издигне ова малку повисоко, да ги отвориме светските хоризонти за нашите локални организации, да ги убедиме дека тоа не е нешто недостижно, дека можеме многу лесно да го достигнеме. Аз секогаш го кажувам примерот. Во волонтерските системи и во спасувањето на планина конкретно, најважни се луѓето. Ако ви имате луѓе кои што сакаат, се ентузијастични да направат нешто, најлесно е да набавите опрема. Опремата се набавува со пари, луѓе не можете да набавите со пари. Луѓето се највредниот, најважниот ресурс. Мора да ги цениме, мора да го цениме нивниот труд, мора да ги мотивираме и повеќе да го прават тоа, а се друго ќе си дојде само по себе, без никаков. Така да овие два аспекти ни се клучна, да речем, водилка за следниот период. Се надеваме дека навистина во скора иднина ќе убедиме државата дека мора да го реши ова на систематски начин. Да не ни се случуваат несреќи како на Шарпланина, за жал, каде што покрај настраданите можеше да има и други жртви кои што најдобронамерно отидоа да помогнат, меѓутоа комплетно неподготвени за таква средина. Да, се надевам дека и тоа ќе се смени во најскоро можно време. Овде сам да ти поставам прашање, кај ја гледаш планинска служба и општо, ево да кажам, областа кај нас, алпинизам и сите тие работи, во иднина кај би се стремели, ама конкретно ево за ПСС сега. Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид за мене можам да кажам е на некој начин решена приказна. Мислам дека има и уште многу предизвици со кои што треба да се соочиме, меѓутоа веќе имаме еден трасиран пат од кој што нема назад. Службата ќе постои и ќе се развива се повеќе и повеќе. Во периодов јас лично сум фокусиран многу повеќе на решавање на проблемот централно и значи да им давам што повеќе поддршка на останатите организации кои што за жал се на многу пониско ниво во овој момент да бидат оперативни. Ќе се фокусираме таму. Планинската спасителна служба во Охрид ќе се развива се повеќе, реков. Меѓутоа, она што гледам како некоја визија за иднина, сакам да видам национална планинска спасителна служба, сакам да видам оперативен систем кој што во било која точка од државата ќе може да помогне. Тука секако во некоја блиска иднина се надевам и на сериозна воздухопловна поддршка. Ние имаме воспоставено веќе соработка со армискиот воздухопловен винг, меѓутоа нивните интерни проблеми се исто така испреплетени со целиот случај. Недостигот на специјализирани воздухоплови, тие располагаат со воздухоплови за друга намена, кои што може да се користат, меѓутоа не се специјализирани за ваква дејност. И така, мислам дека со тек на време ќе
Да бидам искрен, мислам дека не сме далеко од светот, многу малку ни фали разбирање, ни фалат легислатива за дефинирање на меѓусебните односи и комуникации со останати служби. За кратко време може да имаме ефикасен систем. Во моментот реално потребите на државно ниво не ни се толку високи да ни бидат потребни огромни ресурси. Значи имаме потреби, меѓутоа сепак и една несреќа во годината да е еден човечки живот во прашање, не треба да има компромис во однос на ресурсите кои што ќе се вложуваат. Мислам дека ако ги ставиме сите работи на куп, дека многу лесно ќе го решиме проблемот. Да се надеваме дека ќе биде така. Мора да се надеваме, ентузијазмот, рековме на почетокот, да. ни е основна водилка, така да кај што има ентузијазам, надежта е на највисоко ниво. Имаш умилена дестинација која што сакаш, пошто преска спомна со ништава планинска, ево ќе кажеме, а не си имал можност да... За жал имав многу желби во минатото во однос на мојата алпинистичка активност. Веќе некако сум надвор од сериозна спортска активност. Немам сериозни, едноставно ми стана секоја планина ми уживање. Така што секоја дестинација на која што не сум бил, дури и овде во држава има многу дестинации кај што заради обврски не сум успел во овие 20 и кусур години да одам. Сите ми се мили, сите ми се одлични. Го сакам алпинизмот заради себе, сакам да качувам карпи без некои посебни очекувања, без некои сериозни тежини. Во минатото имав амбиции да качувам се повеќе поголеми тежини и така натаму. Сега секое алпинистичко излегување со пријателите од клубот, веќе и со моето семејство, значи многу помило ми е да излезам да направам некое многу лесно искачување со син ми, например, одошто да имам некакви високи цели во тој дел. Посветен сум некако многу повеќе на концептот за планинска спасителна служба. Задоволен сум, мислам дека е во ред. Би сакал да имам што повеќе време на планина, тоа ми е, значи некоја цел која што би имал да е што повеќе време да поминам со семејството на планина, без да имам обврска на планина, бидејќи некако во сите овие 20 години најголем дел од одењата на планина биле професионален аспект. Па затоа сакав да те прашам, уствари сега, пошто професионален дел може да се спомни тука и како хоби, тие работи поврзано со планина, све, ама ако не е тоа, има нешто друг, некоја област кај што плюс така ти спомнита нема поврзаност, да кажеме, со планинава или со тие работи. За жал не. Многу малку следам медиуми, многу малку следам други теми, едноставно целиот мој живот е некако поврзан тука, се врти околу планината. И немам потреба едноставно не знам, не чувствувам потреба дека треба нешто друго да правам. Да, добро си се поврзви тоа, сега што викаш само поиќе време на планина за да... Многу е голема разликата кога одите на планина професионално, тогаш многу малку гледате уживање во сето тоа, затоа што ќе кажам, кога станува збор за интервенции на планина, вие не одите во убаво, пријатно време. Кога одиме на уживање, го бираме времето, ако е денес лошо не одам. Меѓутоа, кога се интервенции во прашање, одите во сурови услови, во лошо време, се соочувате со дополнителен стрес, ја чувствувате, преземате на себе дел од болката на повредените, така што тоа не е едноставна работа. Од друга страна, многу голем дел од времето на планина професионално е поминато во обуки, не само во делот на спасување, туку во обуки за алпинизам, во обуки за водичи во планина, така што целото тоа време е некако професионално и ми фали времето за уживање. Малку за интимниот однос со планината, мислам дека тоа ми е некоја цел да имам што повеќе такво време. Супер. Фала ти доде за муаветов. Јас мислам дека те прашав тоа што имав да те прашам, валјда ти си кажа тоа што имаш да си кажеш, ако имаш уште нешто да си кажеш слободно. Да, одлична, мислам, пријатна атмосфера. До сега не сум имал вака слободно интервју. Супер за ентузијазмот и продолжите. И кога да се договориме пред камера сега на ферата, кога да дојме еден тимбилдинг ни од култура. Фератата не ја спомнавме, таа е на новост. Фератата е на новост кај нас, за жал пак ќе речем новост после толку многу децении на атрактивност во светот.
Меѓутоа, ете, дојде време и да го правиме тоа. Фератата која изработивме на Галичица е наменета баш за туристички намени. Постои исто меѓународен стандард за ваков вид на ферати. Инаку самата ферата представува алпинистичка насока, опремена со дополнителна опрема за да можат и помалку спремни луѓе да ја качуваат, значи дополнителна сигурносна опрема за да биде сето тоа безбедно. Не знам, ако имате желба. Кој период до кој период може да се Вообичаено фератите препорачливо е да се качуваат во суви временски услови. Суви се подразбира кога нема снежна покривка од една страна и од друга страна кога нема опасност од грмежи, бидејќи самиот назив Вија Ферата значи железен пат, односно изработена е од челична сајла која што е 500 метри долга, анкерисана во карпата со челични клинови, кои што на некој начин представуваат еден голем громобран и може многу лесно да ги привлечат громовите, електричните празнења, затоа значи не се препорачува качување на ферата во суви услови. Сите оние периоди кои имаат вакви услови на планината се одлични за качување на ферата. Сите други треба да се избегнуваат. Готово, ќе се договориме пред програма, тоа ше тим билдинг малце. Фала многу уште еднаш за разговоров. Се надевам и ви уживавте во разговоров, научивте нешто плюс нешто ново од областа која што слушнавте, така што се гледаме во трета епизода, во трета сезона, веќе последна година, ова секоја епизода ќе окажам дека последна година пауза, пак се враќаме година и пол можда беше. Фала ти. И јас ви реков, само продолжите.